Со 12 гласа за, советниците од мнозинството на денешната вонредна седница на Советот на општина Штип ја донесоа одлуката за распишување на референдум против насилувањето на мигрантите. Предлогот за распишување на референдум е на иницијатива на ВМРО-ДПМН, а пред да се гласа за одлуката, советниците од СДСМ предложија референдумот да се одржи пред локалните избори, со цел да нема манипулација на гласачите, зашто имаше и дискусија меѓу председателот на Советот Владко Миташев и координаторот на советничката група на СДСМ Јане Миланов. Не е уред, не е коректно. Дека дел од гласачкото тело ќе биде извън. Да, тоа кажав и го повторувам. И тоа е факт, тоа е еден од фактите, многобројните факти во целата оваа ситуација. Луѓето дека ќе бидат изманипулирани. Тоа се ваши констатации, ваши заклучоци. Одлуката е донесена, со што штипјани на денот на локалните избори ќе имаат и уште едно додатно ливче за референдумско изјаснување. Да, денеска споменаа воредна седница, одлука за распишување на референдум, што би требало да се одржи по наше барање на 15 октомври, односно на денот на локалните избори. Кој ќе гласи референдумското прашање? Дали сте за или против населување на имигранти во вашиот град? Советничката група предводена од СДСМ додека се гласаше по оваа точка излегоа од салата, но и покрај тоа што не присуствуваа на оваа точка, сепак забележуваат дека и тие ќе гласаат на референдумот. Оно што сакам кратко да го изјавам после донесувањето на оваа одлука на Советот е дека Социјалдемократскиот сојуз поддржувал и ќе поддржува секој облик на референдумско изјаснување на граѓаните за прашања што се важни, што се битни од нивното живење. Во таа смисла, дури и овака поставениот референдум, со овака поставено референдумско прашање за нас беше прифатлив и ние го поддржуваме и ги охрабруваме граѓаните да излезат на референдумот и да гласат против населување на бегалци, мигранти и слично. Но, она што сакаме да го и на што ќе настојуваме секојаш е да избегнеме да се манипулира и референдумот вако како што е да биде во функција на манипулирање на граѓаните во пресред на локалните избори на 15 октомври. Затоа предложивме да се датумот на референдумот помести да не биде во исти датум со локалните избори, предлог кој што мнозинството на Советот на ВМРО-ДПМН не го прифати. Советниците на денешната седница го верификуваа и мандатот на советничката Слободанка Момчилова од СДСМ, која доаѓа на местото на Мики Тодоров, кој веќе ја врши функцијата ВД директор на затвор Штип. Советничката Марија Костова иста така од СДСМ го информираше Советот дека поради назначување на председател на управен одбор на државна институција се откажува од советничката функција. Пријателство и понатаму ќе продолжи и нашата соработка. Благодарам.